Американскиот председател Џо Бајден и поранешниот председател Доналд Трамп ги обезбедија потребните делегати за председателската номинација од нивните партии на изборите во ноември. Во живо од Вашингтон се јавува Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, што значеа вчерашните избори за двајцата ривали? Кате, добро вечер од Вашингтон. И Трамп и Бајден победија на вчерашните избори во сојузните држави Џорџија, Мисисипи и Вашингтон, обезбедувајќи доволно делегати за мнозинство во нивните партии. Бајден вчера влезе со 102 делегати помалку од потребните 1968 за формално да стане претпоставен демократски кандидат, додека на Трамп му недостигаа 137 делегати од потребните 1215 за да ја добие републиканската номинација. Актуелниот председател се соочи со мала опозиција за да стане демократски кандидат. Трамп во меѓувреме порази неколку републиканци на прелиминарните избори, вклучително и поранешната амбасадорка во Обединетите нации Ники Хејли и гувернерот на Флорида Рон Де Сантис. Дури и без официјално да бидат номинирани од нивните партии, и двајцата кандидати се во целосна кампања 8 месеци пред изборите, користејќи ја секоја прилика за напади еден против друг. Мартин, што прогнозираат анкетите? Кој е во предност? Повеќето рани национални анкети покажуваат дека Трамп има мала предност пред Бајден во неколку од клучните држави, кои најверојатно ќе го одредат националниот исход на гласањето на 5 ноември. Но да не го заборавиме и фактот дека Трамп се соочува и со невидени 4 кривични обвиненија, кои опфаќаат 91 обвинение, а едно судење ќе започне на 25 март. САД не ги избираат своите председатели со националните народни гласови, туку на избори од држава до држава во секоја од 50 држави и последователно гласање во изборниот колеж. Со неколку исклучоци, победникот на гласовите на секоја сојузна држава ги освојува сите гласови на изборниот колеж, при што најголемите држави имаат најмногу електорски гласови и најмногу влијаат на националниот исход. Додека Трамп и Бајден имаат делегати да бидат претпоставени номинирани, нивните позиции како републикански демократски кандидати на изборите во ноември нема да бидат официјални, додека секоја партија не ја одржи својата конвенција. Републиканците имаат конвенција во јули, а демократите во август. Кате? Благодарам. Мартин Николовски се јави од Вашингтон.